Текстовите во македонската чалгиска песна некогаш и денес беше денешното предавање на авторот Добрила Грашевска при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на кој студентите се запозна со чалгиската музика и песна во државата. На настанот се разгледа анализите на текстовите во македонската чалги од различните краеви, во кој длабоко емотивно македонецот некогаш творел. Грашевска за медиумите вели дека ова е недлабокото нематеријално културно наследство на државата, кое треба да се одржува во живот и денес. Изјава: единствен начин за да се зачуваат сите стари инструменти може единствено само ако се вметнат во образовниот систем, вели професорот по чалгински инструменти Тимко Чичаковски. Јас пред некое време по втор пат бранев моја дипломска работа, која што сакав да биде поврзана со она што јас најмногу го работам, а тоа е со македонската чалгија, и бидејќи студирав на филолошкиот факултет, направив една анализа на текстовите во македонската чалгија, односно состојбата на текстовите во низ историјата и она што денес се случува со чалгиските песни, така што тоа веројатно се беше така доволно провокативно и интересно, што ете ме покани уште еднаш да го повторам ова предавање, но овој пат збогатено со малку повеќе музика. Да, има различни чалги и во напевот, и во изразот, и во состав на инструменти, и во текстовите. И тоа е многу исклучително многу поврзано и со индивидуалниот талент, но и со говорот. Така што, например, не знам, во истокот, токму овде кај вас во музеот на Штип има еден стар ут. Не знам дали сте го видели. Најубавиот пример за Канон го има. И најубавиот пример, така е. И сега, таа чалгија не може да биде иста со битолската, бидејќи во Штип некако акцентирањето на зборовите во јазикот е различен. А тој јазик ќе биде, односно таа песна ќе биде огледало на она што го слушаме како јазик. Единствен начин за да се зачуваат сите стари инструменти може единствено само ако се вметнат во образовниот систем, вели професорот по чалгински инструменти Тимко Чичаковски. Единствен начин кој што можеме да ја зачуваме традиционалната музика, зборуваме и за инструментите кои што потекнуваат од селото, и овие се конкретно градски чалгиски инструменти. Чалгијата припаѓа во таа група на музика, единствено само ако ги вметнеме во образовниот систем. А ако имаме официјални програми за изучување на самите инструменти. Ние за изучување на традиционалните инструменти уште во 90-тите години ги имаме како инструменти кои што се изучуваат кавал, тамбура, гајда. За жал, се уште ги немаме чалгиските инструменти во образовниот систем. Инаку, настанот се одржа во просториите на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со цел студентите се запознаат со нематеријалното културно наследство, како и со инструментот наречен канон, најкарактеристичен за чалгиската музика.